Благодарам, колега Талат Джафери. Најпрво би сакал да му посакам добре дојде на премиерот во пленарната сала и само накратко да му објаснам дека оваа атмосфера што се случува денес, односно многу празната сала е веќе... А зашто се благодарува што тоа е обврска? Остави се. Може да продолжам да зборувам, колега Джафери? Продолжи, ама нема потреба да се благодариш. Премиерот е тука по обврска. Еве го почитувам премиеров, сакам да му заблагодарам. И да му објаснам зашто е ваквата атмосфера, затоа што во континуитет последните 22 месеци се случува, заедно со одржувањето на пленарната седница, да се одржуваат континуирано по 3 или 4 комисии истовремено. Ова го објаснувам бидејќи и председателот на владата Зоран Заев своевремено бил пратеник и не знам дали во негово време имало ваква пракса. И ако се исполнеше ветувањето од неговата влада, кое што го даде подпредседателката на владата, министерката за одбрана, во кое што вели дека имаме план, во кој што јасно стои дека скратените процедури за носење на закони во собранието се лоши процедури. Затоа ќе ограничиме употребата на оваа скратена постапка и ќе направиме исклучок на место правило. Собранието, тоест неговиот председател, ќе мора еднаш годишно да реферира пред законодавно-правната комисија за тоа колку често се користеле скратените постапки, од кои причини. Сметаме дека само со вакви мерки ќе продолжиме да ја вратиме силата, значењето и довербата во собранието на Република Македонија. Само на таков начин ќе имаме силно собрание кој ќе биде во состојба да ја контролира извршната власт, изјави таа во октомври 2016 година. И за волја на вистината на денешната седница, 10 од 15 предложени точки се по скратена постапка. Тоа да го знае и председателот на владата и македонската јавност. Ако не беше така, денеска салата ќе беше полна и ќе имаше уште повеќе дискутанти кои што сакаат да разговараат за овој чекор, односно разрешување и назначување на нови министри во владата на Република Македонија. Јас искрено верувам дека тој лапсус лингва што го направи премиерот кога кажа дека денес имаме на дневен ред точка за разрешување на пратеници, дека тоа искрено во себе го верува. Затоа што овие 120 пратеници сите до еден се печени за разрешување. Значи ова ви го зборувам како лапсус лингва, знам дека е така, ама верувајте и ние чувствуваме дека сте во право со тоа што го кажавте. Не е грешка, туку е точно. Затоа што гледате што се случува во законодавно-правниот дом. Кога ја добив пораката дека денес имаме точка на дневен ред разрешување на министри и назначување на нови, искрено се израдував. Затоа што си реков дека добро е премиерот на владата после 22 неуспешни месеци од својата функција се свести и почнува да прави добри кадровски чекори. И очекував дека министрите кои што не одат на работа повеќе од една година, министрите кои што даваат изјави дека не се занимаваат со граѓаните на Република Македонија, дека тоа не било работа, не било нивна работа, министрите кои што идат на комисија спијаат, конечно ќе бидат разрешени. Затоа што граѓаните на Република Македонија тоа го очекуваат. Ако некој не работи, а е министер, тоа не е својствено. Ако некој не оди на работа 6 месеци, а зема плата, не е коректно за другите. Технички персонал во училиште или во болница, ако не појде 3 дена на работа, знаете што следува. Оставка одма по скратена постапка. Но, видов дека денеска треба да дискутираме за разрешување, што е многу поразлично од оставка на еден министер од ромска и еден од турска националност. И навистина мене ми е многу жал што ниту еден од нив, еве например сега господин Таксел Амедовски, не е овдека, да даде извештај за тоа што е сработено, како го чувствува предлогот за разрешување од неговата министерска функција. Затоа што од излагањето на нашиот колега Самке Ибримовски, кој што претходно ја вршеше неговата функција, ние разбравме дека ова било негова лична желба или желба на партијата, а не желба на премиерот. И не држат оние гаранции и молби дека треба сите да се откажат од својата дебата, бидејќи довербата спрема пратеникот Самке Ибримовски требало да биде голема кон новиот кандидат. Па така беше и за претходниот. Јас го памтам периодот кога Самке Ибримовски идеше во Прилеп и на новиот градоначалник му рече за 3 месеци на селбата 3 Багреми, која што е 100% населена со ромско население, ќе добие струја, улично осветлување, тампонирани и асфалтирани улици. Добро, дај Боже да биде така. Поминаа 3 месеци, дојде нов министер. Овој сегашниот кој што го разрешувате, Аксел Амедовски. Се повторува истата изјава, а на терен се нема ништо случено. И тоа ми дава за право да го поддржам предлогот на премиерот на владата на Република Македонија дека треба да се разреши овој министер, но дајте да бидеме убедени дека новиот тоа што ќе го вети, ќе го реализира. Затоа што може да се случи да се скара со лидерот на неговата партија по 2 месеци, хипотетички,
И пак да ни дојде предлог за разрешување, а не оставка. И премиерот е ставен на средина во проблемот. Наместо да ги решава проблемите во државата, да ги решува партиските проблеми во партијата на Самке Ибраимовски. Многу ќе беше поголема тежината на денешната одлука ако веќе разговаравме за оставка. Вака мора да има некоја причина зошто овој човек го разрешуваме. А причините, претпоставувам, се неуспешноста во реализацијата на тоа што го ветил. Може би тоа значи неподдршката од другите ресорни министри. Може би тоа значи недоволната теренска активност и незапознавањето со проблемите претежно на ромската популација во Република Македонија. Може би тоа е одраз на за прв пат скратените 1,1 милион евра во буџетот за 2019 година од декадата на ромите. Тоа досега не се случило. Со 1.100.000 евра во буџетот можеа да се решат многу ромски проблеми во Република Македонија. Например во Прилеп. И тоа е факт. Ние имавме поднесено такав амандман со кој што сакавме да се зголеми таа сума за декамата на ромите, а ни на крај памет да се намали. Затоа што тие луѓе очекуваја нешто друго. Очекуваја нови работни места, очекуваја многу подобри услови за живот. Очекуваја решавање на нивните комунални проблеми. А на крајот на криштата што добијаја помалку средства во буџетот, нешто што ни на крај памет не го очекувале. Што ќе им каже сега градоначалникот на Блер на популацијата од 6% која што живее во населбата Тризла, а очекувала се и се што. Денес тие немаат пристап до локалната самоуправа. Им служат како машинерија за гласање на непопуларните одлуки во Советот. Да се зголеми водата за 70% и се на штета на граѓаните. За тоа им служат сега ромите советници, посебно во Прилепскиот совет. И на крајот на криштата ќе се навратам и на она што го кажаа и моите претходни колеги. Социјалдемократскиот сојуз не оствари уште едно ветување. И тоа јавно ветување кое што беше дел од нивната програма. Кога веќе сме одлучиле да штедиме, кога веќе сме одлучиле да кратиме од непродуктивните трошоци, кога веќе сме ветиле дека ќе го намалуваме или ќе го намалуваме, не зголемуваме бројот на министерствата, тогаш дајте нека важи онаа максимата зборот е збор. Вака што испадна? Секој кој што има сопствена желба за себе промоција да биде министер во владата, а е дел од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, може да го достигне тоа. И затоа е односот на министрите кон владата и кон премиерот таков. Тие мислат дека нивното место е загарантирано со тоа што нивната политичка партија е во коалицијата. А дали сработило нешто, тоа добро го знаат оние кои што ги поддржувале. И многу ќе беше покоректно денеска, веќе кога ги разрешуваме овие двајца министри, за вториот сигурно дека ќе зборуваме, бидејќи неговата специјалност и дејност требаше да биде нови странски инвестиции во Република Македонија и добро ќе беше да биде овдека за да ни каже која е нова странска инвестиција. Тогаш многу би било пологично, покоректно и многу поголеми политички поени би се добиле, односно би добиле како премиер, кога веќе би ги укинале овие министерски места. Затоа што ништо не сработиле за 24 месеци, за 22 поточно, затоа што не ја исполниле програмата која што ја ветиле, а од друга страна вие ќе го исполните она кое што беше едно од изборните ветувања. Ќе ги кратиме сите непродуктивни трошоци и бројот на министерствата ќе го намалиме. Наместо тоа, вчера читав на некој од порталите дека има најава за оформување на уште едно министерство, кое што сигурно треба да задоволи некоја произлезена желба или барање од некој нов коалиционен партнер. А тоа значи, како што каже и Владко Ѓорчев, нови трошоци од македонските даночни обврзници. Плата за нови личности кои што ќе бидат работени во министерството, службена кола, службено обезбедување и се она што е спротивно на ветувањата кои што ги даваше Социјалдемократскиот сојуз во 2016 година. Уште еднаш да скратам, ќе го поддржам предлогот за разрешување, а не оставката на министерот Аксел Амедовски, од две причини. Затоа што навистина овој човек е погрешен избор на Самке Ибраимовски и ништо не сработи, и бидејќи не се надевам ни дека новиот кој што ќе биде предлог од Самке Ибраимовски ќе сработи нешто во иднина. Ви благодарам.